во овие вести од Париз, од македонската амбасада. Го вклучуваме Габриел Атанасов. Габриел, ти благодарам што си дел од вестите на Канал 5. Она последна информација што ја слушнавме, за среќа меѓу жртвите нема македонски граѓани, но кажи ми кои се последните случувања во Париз. Да, како што спомнавте, за среќа нема повредени македонци во терористичките напади од синоќа, но сепак состојбата останува доста напната и по главните центри се обезбедувани, постои одредена рестрикција во движење, бидејќи, како што знаете, прогласена е кризна состојба, така да уште и денешниот ден се осеќа доста напнатост, поприлично. Атанасов, видовме дека беше вистинска драма синоќа на улиците во Париз. Кажете ми дали македонските граѓани се обратија до амбасадата и побараа некаква помош? Индиректно имавме сознание дека има неколку наши граѓани кои што претежно ги интересирало дали ќе може да ја напуштат Франција, затоа што денеска било предвидено нивното враќање назад. Слушнале за декларацијата на председателот Оланд дека ќе бидат затворени границите и најмногу нивните јавувања беа во таа насока дали ќе може воопшто да излезат од земјата. Се разбира, станува збор повеќе за засилена контрола на границите, а сите кои што има предвидени заминувања и секако доаѓања под силна контрола можат да го исполнат патувањето. Побара ли од вас некаква логистика да им помогнете да се вратат дома? Нема побарана логистика, освен информација за тоа дали може да се упатат кон аеродромите. За сега нема никакво друго барање. Препоставам дека сте во постојана комуникација со француските власти. Кои се последните насоки и информации кои што ги добивате од нив околу безбедносните? Да, во постојана комуникација сме, особено поради тоа што како што знаете, утре беше предвиден сегмент, висок сегмент на Генералната конференција на УНЕСКО, лидерскиот самит, каде што беше предвидено учество на повеќе високи функционери и тие се уште немаат објавено дали препорачуваат или не да се доаѓа, но сепак голем број на посети се откажувани.